Денот на Свети Симеон. Симеонов ден или денот на Свети Симеон Столпник е голем православен празник. Тој се одбележува на 1 септември според Григоријанскиот и на 14 септември според Јулијанскиот календар. Со празникот Свети Симеон е поврзано есенското засајување, што е проследено со посебни обичаи и верувања, иако тие се различни во разни краишта на Македонија. Празнувањето во Македонија и светот има многу заеднички елементи. На 1 септември, според стариот календар, започнува црковната година, а во народот овој ден се сметал за голем земјоделски празник. Тоа најповеќе се манифестирало со обичаите, верувањата, поврзани со започнувањето на есенската сејдба. Се верува дека откако е собрана летнината, е завршен еден годишен циклус и започнува друг со првата есенска сејдба. И кај евреите, со месецот септември започнувала граѓанската година. Тогаш се собирале плодовите и се искажувала благодарност кон Бога. Во историјата на христијанството, овој месец е значаен и по тоа што во септември царот Константин извојувал значајна победа над Максенци, голем неверник и противник на христијанството. И оттогаш започнало слободно изразување на христијанската вера. Од Симеонов ден започнува есенската сејдба. Се носело семе во црквата да се очети и благослови, а потоа дома се мешало со другото жито подготвено за сеење. Исто така се верувало дека на овој ден не се давало заем и не се изнесувало ништо од дома за да не се разнесе късметот. А ако некој барал нешто на заем, за да не се налути, му се велело: семе изнасамо. Сите црни предмети од куќата се криеле од пред очи, како тава, грниња и слично, за да нема глам на житото. Орачот на нива носел дисање со жито, а во житото имало прстен, златен или сребрен. Потоа китка босилек, китка од разни други цвеќиња, 2 грошчиња од бело и црно грозје, неварено јајце, чешел за коноп и мало лепче кравајче. Во семето се измешувале и зрна од брадата од минатата година, што до тогаш се чувала во амбарот. На воловите им врзувале бела крпа, за да е бело житото. По пристигнувањето на нивата, орачот најпрви низорувал една бразда. Потоа низ прстенот пропуштал еден грст семе и го фрлал во нивата. Чешелот го ставал во нивата за да е густ барикетот како чешелот. Белото грозје го фрлал во нивата за да е бело, односно да е чисто житото, а црното го фрлал надвор од нивата за да нема гламна. Босилекот, китката со разни цвеќиња, ги ставал во браздата како дар за нивата, а потоа со втората бразда сето тоа го покривал со земја. Во Дебрца, на Свети Симеон се пеело семето за есенската сејдба. Во една чинија се ставале разни семиња, како пченица, рж, јачмен, пченка, граф и други. Во чинијата се ставало и босилек, а потоа се завиткувале со бела шамија тулбенче и се носеле во црквата. Таму свештеникот ги пеел чиниите со семињата од целото село заедно. По враќањето од црквата се одело на засевање. Ако времето не било стасано за засевање, се засевало малку, барем неколку бразди
колку заадет. При засевањето, најпрвен се сеело пеаното семе, а потоа босилекот се закачувал во нивата. Се верува дека босилекот има лапо тропејско дејство и дека нивата и житото ќе ги чува од разни несреќи, болести, порани дождови, разни инсекти и слично. Босилекот е Божји цвет и действува како сигурен апотропеон. Откако ќе го насее пеаното семе, орачот седнува да руча. На засевање за ручекот задолжително се прави нешто сукано, за да се сучи късметот. Секогаш се засевувало на полна месечина и наутро, кога сонцето одело нагоре. Тој ден, по изнесувањето на семето, не смеа да се изнесува ништо црно од дома, за да нема глам на житото. Дури и на вода не се оди со црно котле или ѓумче. Кога прв пат се одело, засевање не чинело некој со празен сад да го пресретне орачот. Можело да им се случи несреќа на воловите, да му се скршат плугот или браната. Исто така, тој ден не се давало назаем ништо, за да не се случи некој да го изнесе късметот од куќата. На заорување, воловите се потураат со вода, за да им оди лесно при орањето, како што е лесна водата или како што лесно оди водата. Кога ѕевгарот минува по патот, сите што седат покрај патот стануваат и со тоа им прават чест на воловите, а се верува дека и земјата ќе им биде полесна кога ораат. Очигледно, во овие обичаи, верувања и магиски действија има многу елементи од имитативната, но и од преносната магија.